на идеја да направите еден споменик, кој што ќе значи да не се заборават жртвите кои што ги дале македонците, така? Така е. За жалење, многу македонци загинали во 3 држави фактички, никако во Македонија. И никако за Македонија. Наиме, јас сум внук од дедо, човек, татко на татко ми, кој загинал некаде во Србија со брат од роден. Читава семејства се упропастени. Дали бил бугарски војник или српски војник. И за жалење споменик нема никаде, нити во Бугарија, нити во Грција, нити било каде. Поуздано знам дека имат бројни македонци загинати чак во Јенриховице, тоа е едно место мало близу една бања, во Чешка, близу граница на тоа. Биле заробени со српската војска и загинат тамо. Србите ги барат своите предци, чак им знаат имиња. Ние не знаеме ни дали ги има, кој број ги има, а поготово не од каде се. Затоа ми беше голема желба завет на дедо ми Ксенте да напишеме на книга со сите негови пријатели. И наравно ја напишав, се вика Вардарци почивајте у миру. Еве, тука имаме, у 1000 примероци. Та книга е издаден Народни музеј града Пожаревца. Рецензенти се угледни професори, доктори на историска наука. Ми требаше легитимација една, која ќе би има та книга на тежина. Иначе има број која се наводят иначе во библиотеката на Република Србија. Во 1000 примероци. И он ми вика, издавачот Гојко може, али само 300 примероци ќе платиме. Нема врска, ќе платам ја другото, ali ќе има дека е издавач тој и тој, таа организација дека има тие рецензенти, та тежина ми беше потребно, затоа што ова книга иначе не предизвика некоја радост, некој интерес, посебно кај србите, кај моите пријатели. Кога е зедоа некои колеги мои, суди, една професорка од Војко, молим те да ја прочитам, чула сам за книга и така натамо. Кога ја прочитала книгата, случајно се сретнеме, беше прилично вака необично за мене. Јас знам предивнено створење, добри сум пријатели, и ми рече една реченица која ме доста заболи. Гојко, да не биле твоиве македонци, Србија била поробена. За жалење, тоа не ми се бенди sa тај избор. Наравно, јас и реков што и реков, али тоа е една гачка која доста кружи тамо. Потоа, кога дојде времето да се ние организираме така, да доаѓат македонци чак од секаде, имаме и овдека штива една кои објавени се, ги читаат тие и просто изненадени се од каде сега македонци од едночка тука и така натаму. Така да доживам доста непријатности на некој начин, условно речено, али мали, не многу големи, дека сум погрешил, дека тие не се вардарци, туку се сарбијанци, ако ги третирам како такви, што е всушност и вистина. Тогаш, после 13 година во Крешнатската спогодба, и Македонската православна црква више не станала, останала црква. И многу работи уште се измениле тогаш, од Македонија дефинитивно тога поделена на 3 републики, на 3 држави устари. Така да не се сложи ни македонскиот амбасадор, да не кажам името кој беше тогаш, јас сав сретен и така натаму, викам екселенцијо, да ви кажам, а ја иначе му реков кој пишував, дека напишав една книга Вардарци почивајте у миру, прекрасно толку страни, толку тоа све. И он ми викат, Гојко, а зашто Вардарци? Па ја кажем, ја му викам, уствари, па затоа што тие се третират како сарбијанци, али на баталјонот тој им дали име Вардарски, други Вардарски баталјон, поимање синоним за македонци. Он вика, не, Гојко, ние никогаш не сме се чувствувале поинако си македонци. Ја викам, чувствата се едно, стварност е нешто сосема друго. Ова е стварност. Напишана книга врз основа на историски граѓа, која е издал респектабилна установа која се обави тоа Пожарец, која е издавач. Рецензенти се два професора, доктора историски науки, научни соработници на Институтот за историја на Република Србија. И имав примедби, јас од нив, сака да менјам уште многу што, наравно не се сложив, а највише што им сметаше и смета им, тоа се бројките. Кога барав колку загинали во сите борби тие македонци, не најдов никаде некој број. Чак за Смедрево не погинал ниједен. Мислам, доста необично, проста причина, што тамо влегле 6000 австро-угарски војници. Доаѓаат македонците од село Петка, каде живеле во земуниците години и пол дена, под потпуна ратна опрема. Тоа били изуzetно млади 19-годишни, 20-годишници. Врегуваат во борба одма во рововите, а среќа била нивна што војниците австро-угарски били углавном чеси, словаци, маѓари, така.
не заинтересовани баш толку за Македонија и доста, јас за Македонија за монархијата, за царевината Австро-Угрска, и тоа е едно брдо, Караѓорѓево брдо, кој се вика, тие ровови тука, и кога виделе да скакат деца, просто така, тоа се не работи така, младост е младост, пошто од озло ги не чека никој да ги загни толку ги чекат бајонетна пушка со метак и така натаму, али така се случило. За 8 сати борба, кога дошле тие до крајот, утепано имат или подавено во Дунав, значи гурнати, 1000 австро-угрски војници, тоа е во историска граѓа која имам најдено, и 2000 заробени. Кога пуковникот одбрана на Смедрево јавува на српската команда во Белград дека имаме толку и толку успех и дека е Дунав очистен од австро-угрски војници. Он им рекол, колико жртва имате ваши, ми немамо ни еден, али зато имамо 1000, за 1000 да боме 1000 убивених и 2000 зароблених. Он каже, господине пуковниче, да нисе се забројали у тим броевима. Па кој е био, шта е био? Така да од тогаш добиле епитет соколи. Командантот за одбрана на Смедрево на пуковникот, на тогаш мајорот, уствари Јован Наумовиќ, нивниот мајор, рекол, шта мислиш, господине мајоре, да су ти железни пук? Железни пук бил појам за храброста и така натаму во српската војска, да ги сатерат во Дунав сите овие. Он им рекол, господине пуковниче, мој соколи, ќе тоа урадите. И така. Ето тоа е тоа. Како ги прибиравте овие информации? Сигурно беше тежок патот за да ги најдете овие информации. 2,5 години имам работено, дека дојдам до тие информации, пред се во архивот на Република Србија. Неколку дена имам работено со сестра ми која живее тамо. Потоа во Пожареvac е доста развиена таа приватна, како би ја рекол, историска граѓа, која некој бележило дедо, баба и така натаму. И ти продава тоа. И Гојко, еве, јас имам за врдарците, кои те занима, ме занима, кој што имаш, како имаш, ali 50 евра. Книга има една друга која имам овдека, песма Врадараца, ќе ви ја покажам и ќе ви ја подарам. Таа книга е напишал еден инженер од село Петка, каде тие живеле, а таа книга третира не историската граѓа, туку сеќањето на мештаните, односно нивни со македонците. И една таа љубов што се створила помеѓу Љупче Ивановски и најдобрата девојка, така и комплетен однос нивни, оние третират во таа книга. Така да тешко да се доаѓат и така ја имам купувано тие податоци, слагано и наравно понекогаш некој слободно убедење на основа тие податоци заклучуваш. Како дојдов да загинале, например, 473 македонца, војника, во одбрана на Смедрево и Гроцка. После 28 дена тие кренали за Гроцка. Команда наредуваат многу војници, не да дошли во Гроцка, туку е завзеле читавото подрачје на Гроцка и кренали кон Белград. Намера им била да завзема Белград. И наравно, сега веќе подучени да се и гине, да се ово, да се оно, биле доста заплашени командантот сами, али увек војската прати некоја киша, некој дош. Тамо дошта било време и просто 15 дена тие водили тие борби, за разлика од Смедрево, каде доста кратко е решено и загинато имат укупно 473. Во историската граѓа дека никаде тај број. И наравно, јас имам тој податок и така во книгата имам напишано, значи ако останале толку и толку, рестото се знае кај загинале. Не отишли не знам каде, побегнале. Ме прашува доста нив, од каде теби храброст, Гојко, да кажеш да погине толку. Само чинјеница да се они били под командом војска, да су пошли толико и толико, се враќаат толико, разлика е таја, каде отишле. Па можда во Македонија, веројатно душом својом, али не телом. Ето тако, и то се њима наравно nije допадало и не свиѓа. Така сам дошao и до податка каде су 627 погинули на Костоличка коса, каде сакаме да го подигнеме споменикот тамо и каде најде добар преседател на општината, све изуzetно млади луѓе, факултетско образование со кои не ги оптеретуваат нешто минатото и така натаму, најдовме заеднички јазик и се договориме. Донесо имам одлука и тука можете да ја погледате, од Скупштината на општина прифата се предлог председник Илиевско Гојка да се сазида спомен обрижје погинали македонцима, војницима Краљевина Србија 14-15 години. Таква одлука имам. Имам проекат, али се тоа коштат 773.000 денара. Општината со која контактирам доста вака, изуzetно има потешкоти, иако е она една од најбогатите општини во Србија. Због термоелектраната, због струјата, због се тоа. Али така, не може тоа могуćност и често се плашам дека
ta odluka će je preinačati, će je preimenovati, pošto ima takve naznake. Ja se obratив do dosta nив, da ne pominjem Minjatavo Makedonija, od Ministarstva to za kultura do kabinetu на министерката лично 2 пъти, некако Гојко Илиевски, туку како председател на македонската заедница во Србија со печат званично и така натаму. 2 писма. Нема одговор. До Министерството за надворешни работи нема одговор. До Директоратот за диаспору нема одговор. До Агенцијата за иселниците нема одговор. И на крај се сетив до председател на републиката, чиј одговор имам, и да бидам искрен, ме одушеви, што прво јави и тамо пишуват он изузетно добро, дека ќе го вложи својот труд кај институциите званични во Македонија, да се таа средства наидат и да се просто обезбеди како се тој споменик направил. Јас го замислувам, тој мој сон, да тој споменик се случува. Станувам во центар на градот на Пожаревац. Искочувам еднаш кога гледам автобус Кумановски. Децата прашуваат каде е гробот од Слободан Милошевиќ, а он е тука близко во градот да сакне. А јас би сакал да ме прашат утре некој деца кој ќе дојде професор и ствари каде се гробовите на погинатите македонци. Така. Овој споменик како би изгледал, што би имало на него, бидејќи имате веќе зацртано и проект? Еве, тој споменик би изгледал вака. Димензијата негова е 2 метри 40 сантиметра комплетно. Бетонска конструкција, има статистика овде, проектантот ја дал, лиценцирани проектанти кои значително направени, има со печат сетовско заедно. На бочната пишуват Сокол имате апликација, затоа што биле викани Соколи да се, и апликација на 3 војници да се подсетат дека тие биле војници, не нешто друго. Од десна, од левава страна тука да се планираме, не планираме, но најверојатно ќе биде еден цитат на македонски јазик, од каде се што се. Техничкиот опис, значи, он се наводят во техниката, во елаборатот, каде пишуват. Се родија и одрасна во Македонија, очекуваат да бидат снага и надеж на својот род. Судбината ги однесе далеку, да бидат туѓа радост. Останат таму заовек, да непознати живеат и молчат во нашите сеќавања. Тоа е така би било од таа страна. Позади би било еве го и тоа, ali тоа е борбениот патен нивник. Каде, кога дошле, каде се бореле, какви резултати имале и каков крај имале. А имале крај многу тежок. Пример ради. Секаде се борбата, просто тоа сакам да нагласам посебно. Тешко било во Смедерево, ќе падне Смедерево, 6000 војници. Каде врдаците се тука? Да вадат Жешкото. Не биле 28 дена во село Петка војаците, поново вардарците каде? Во Гроцка. Влегле стравична опасност. Поново решават вардарците. Доаѓа сега немците на Костолец, немачка единица под војството на Август фон Мекензи. Проценува дека пробој може да направи добро во Србија. Желба му била и потреба да го разбие српската војска, да ја уништи фактички, како не би постојала и страшно, увек су биле против нив. Тогаш имале задатак вардарците да завземат тој простор да го бранат од 1 сат после плане до утре до 6-7 сатот. И успеле. И таму загинал 672 македонца, не 627, простите, македонца, и читав командник кадар само мајорот Јован Наумовиќ тогаш контузован би го однеле нашите земјаци, нашите предци на раме во Пожаревац, таму е оперисан и од доктор Кризостомос и така имате на средба. Останали само 200 нив од 1300. Тие 200 сега се формират чета вардараца и кренуват по задатак на српската војска, како се повлекувале тие од бедрата од Озгор од Војводина за Пеќ, да би се прекучакували албанските планини до Скадар, излекували на видео, крв и така натаму, да би се опоравил народот српски, оти не биле само војници. Боковите, да не би некој сега нападнал по боковите да ги расвали, пошто немотни се тие, нема ни оружје може да сите и така. Вардарската чета сега има задатак тој да уради. Од 200 нив само 60 стигаат до Пеќ. 140 така не станале обезбедјувањето. Тие 60 кренуваат сега со српската војска преку Чакор албанските планини. Една голгота стравична, кога читат историска граѓа, тоа е стварно страшно. Судбината какви имале, често во книгата пишуваат и некои други поинаку, зар морало да се пројде преку Чакор, толку жртви да има српскиот народ и така натаму. Стигнали само 5 мина. И прашање сега дали тие 5 мина отишле во Македонија, дали ја виделе своето село и што било.
Тоа е тоа. Сега ова споменобележје е за да им дадете чест на оние кои што ги загубиле своите животи. Според одговорите кои што ги добивте од председателот, од другите министерства, кога се надевате дека овој споменик би бил поставен? Ова година е 100 година од нивното загинување. 100 година од нивното, јубилерна година. Председател на општината се договори, пошто е млад човек и изуетно добар, макар за сега така е тоа, ма да се менја состојбите кај нас, рече дека Гојко, пошто се јубилерна, ќе организира Скупштина општина Костолец. Се тоа. Ќе видиме да имаме гости, да имаме секако тоа лично. Тие заслужиле тоа. Меѓутоа, јас во себе си со другарите и со извршниот одбор на македонската заедница гледаме, на нас, ако сакаме да се сазида тоа, што пре за јубилејот нивни, треба да се обезбедат пари. И немаме никакво другаче размислување. Не се сретнав да туку се слушна со Тодор Петров, со кого добро стојам, че председател на Светскиот македонски конгрес, уште со некој да не спомињем имиња, вика Гојко, ти требаш само да направиш проекат. Чим че имаш ти проекат, нема проблем тоа да види. Мислим, супер. Направиме проекат кој не кошта 40.000, го платиме, добиме одобрење, Гојко одобрење, добиме одобрење тоа, да може да се направи управо такав, Гојко има потешкочи со парите, па мајко му. Наравно, покушав и тоа преку Министерката за култура, преку Министерството за надворешни работи, директорат и така натаму. И едино што ме обрадува заиста, стварно од срцето е председател Ѓорѓе Иванов, неговиот, уствари, генерални секретар кој го тоа напишал, чак и задните реченица во негово име, како е радостен и поддржава се тоа што и постои македонци, така натаму, што мислат за тоа. Така да мислам, тоа е наша морална обавеза. Тоа е еден народ, македонскиот, кој бил во 3 војски. Никогаш за себе си не ратувал лично. И често пати нивните жртви ги земаат другите народи. А ми е за жалење што не ги почитуваат нашите жртви. Мене конкретно кога ми кажуваат за мојата книга зошто како, многу ме увредија. Многу ме увредија. Од моето семејство во Врутово ги имате уништено. Дедо ми не се оженил. 2 месеца порано, пред што го мобилиселе, не би баба ми остала бременита, не би бил татко ми, не би биле ние. Е така. Сега за да дојдете до оваа ваша идеја за споменобележје, уште колку пари ви требаат? Не треба се, а тоа е седно со седно нешто. Али ако едно Тетово, ако еден Гостивар, ако едно Куманово, ако едно Кратово, ако една Крива Паланка, од каде се тие, ако Македонија, институциите не може да помогнат да се тоа сазидат и да ни дојдат, кој ќе направиме ова година, која ќе е јубилерна, да дојдат, да види таму србите, дека македонците не ги заборавиле своите предци. Ете така, би бил сретен тогаш. Ви благодарам на интервјуто дадено за телевизија. Малим, благодарам што ми повикате вие мене.